По изборот на популарниот Орце Ѓоргиевски за кандидат за градоначалник на Скопје, ВМРО ДПМН набрзо ќе ги објави имињата на други две клучни општини – Куманово и Центар. Очекувањата се дека во овие две општини владеачката партија ќе се потпре на кадри од коалициониот партнер ЗНАМ, односно дека во Куманово ќе го поддржи нивниот лидер Максим Димитриевски, кој веќе ја објави кандидатурата. Премиерот Мицкоски најави дека одлука за овие две општини за сега нема, а ќе биде донесена по разговорите со сите партнери, вклучувајќи ги и вреди. Преговорите со политичките партии се во тек. Сите политички партии кои што се дел од нашата внатрешна коалиција се наш приоритет и тие се во тек, се разговара. Очекувам коалицијата да биде потврдена, а потоа ќе продолжат и преговорите со нашите коалициони владени партнери. Во овој момент мислам дека се движат во одлична позитивна насока. За разлика од нив, СДСМ и официјално застана зад актуелниот градоначалник на Центар Горан Герасимовски, кој покрај тоа што има добар рейтинг, сепак не е толку посакуван од партиското членство. Имено, поддршката за Герасимовски неофицијално предизвикала кавги и несогласувања внатре во партијата. Голем проблем за СДСМ е и Струмица. Тие таму се откажаа од актуелниот градоначалник Костадин Костадинов. И на избори ке трчаат со Маријан Даскаловски, председател на локалната партиска организација. Опозицијската партија има мака и со Скопје. Не може да најде соодветен против кандидат кој би му се спротиставил на Ѓоргиевски, кој ужива голем рейтинг меѓу скопјани. Работите се раздвижија и во политичкиот блок на албанците во Македонија. Неофицијално во Европски фронт постигнат бил договор за поделба на кандидати за градоначалничките места. Изненадувањето е што наводно во Струга фронтот ќе го кандидира лидерот на Алијанса Зиједин Села, што би значило дека конечно Дуи и Ахмети се откажуваат од услугите на контраверзниот Рамис Мерко. Интересна ќе биде и трката во Чаир, каде неофицијално Европскиот фронт го токмела екс-министерот Бујар Османи за кандидат за градоначалник. И покрај тоа што најавуваше самостоен настап кога ја напушти владата, сепак лидерот на останатото крило на Алијансата, Арбен Таравари, веројатно за да го добие гостивар ке се спои со јатото на Ахмети. Новија локални избори засега има најавено само двајца независни кандидати. Актуелниот веде градоначалник на Кочани Венко Крстевски и бизнисменот Менди Ќура во Струга.